Со централна прослава на Мечкин камен во Крушево и со положување цвеќе на повеќе локации низ државата, денес беа одбележени 122 години од Илинденското востание и Крушевската република, како и 81 година од првото заседание на АСНОМ. Да ни е вековита Македонската република зачната овде во Крушевската, да ни е вечна слободата, да се избориме за европскиот пат и за европскиот дом. На оној што ќе ни рече, вие сте млад народ со млада држава, ќе му одговориме дека сме чеда на гоцевата визија за млада Европа, обединета Европа и за светот како поле за културен надпревар на народите. Во Скопје, премиерот Христијан Мицкоски положи цвеќе на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев пред зградата на Собранието, на споменикот на АСНОМ во паркот Жена Борец и на споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методија Андонов Ченто на плоштадот Македонија. Го честитам големиот празник Илинден. Овој ден нека не подсетува на жртвата која што генерациите ја оставиле за да може нашата генерација да го има ова што денеска го имаме, а тоа е слободна, независна држава Македонија. Одбележувањето на 81 годишнината од првото заседание на АСНОМ се одржа и во меморијалниот центар во Пелинце, на која присуствуваше подпредседателката на Собранието Весна Бендевска. Одбележување на двата Илиндена имаше во речиси сите градови во државата, а меѓу нив и во Штип. Го честитам големиот празник Илинден, националниот празник на македонскиот народ и на државата Република. Како православен македонски празник го одбележуваме како еден од најголемите христијански празници, а покосно како ден на Републиката државен празник. По повод големите илинденски случувања, честитка упати Венко Филипче, а до верниците и граѓаните се обрати и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија господин Стефан. Денес ги славиме двата Илиндени, и тој од 903 и тој од 44 на АСНОМ. И мора најпрво да се присетиме и да одадеме признание на сите жртви кои што со својата крв, со своите животи ги вградија. Да се вградија во темелите на нашата модерна сегашна држава. Секој поколение има свој предизвик и своја борба. Ние, нашево поколение македонци, треба да покажеме дека можеме и умееме да бидеме способни да изградеме напредна и праведна заедница. Затоа, возлюбени, искрено да се молиме и мудро да ја чуваме придобивката од трите Илиндена, та Бог, кој го водел и пророкот Илија, и апостолот Павле и свети Климент Охридски, и сите негови светии, секогаш да ја закрилува нашата света Македонска православна црква, Охридска архиепископија, и да ја благословува нашата татковина Македонија. Амин. Стои во посланието на архиепископот Охридски и македонски господин Стефан.